civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Знаете како, значи треба да направиме една разлика помеѓу што е критериум, познавање на дали е албански, македонски или англиски јазик е критериум кој што работодавецот, секогаш тука разговараме за приватниот сектор, работодавецот го наметнува како критериум. Ако се исполнуваат тие критериуми, можеш да се вработиш. Ако не се исполнуваат, ќе се најде друг кандидат кој што ги исполнува. И тука нема љутиш. Љутиш има кога гледа име, презиме, како што споменавте пред малку, и гледа етничка припатност и вика не го разгледувам CV-то понатака. Тука е дискриминацијата. Затоа што не дава шанса, барем CV-то да го прочита до крај. Што се однесува на познавањето и непознавањето на јазиците, јас сметам дека кандидатите кои што конкурираат за едно одредено работно време, треба да го задржат товарот и истовремено тие да бидат носители на одлуката дали ќе научат еден јазик плюс за да бидат полесно продадени во пазарот на трудот, а не обратното кое што вика во секоја фирма да има зашто некој не знае македонски или не знае албански. Тоа е нивни личен проблем на тие што не ги знаат јазиците. Не смее во ниеден случај да оди на товар на фирмата или на фирмата може ако сака самиот собственик на фирмата, или во најлош можен случај да биде на товар на државата, затоа што ние сме вработиле кадар, меѓутоа кадарот не го знае јазикот. Мислам, тоа е ван памети. Сега, јас имам уште едно друго прашање, како е можно да не го знае јазикот? Како завршил основно, средно и високо образование во држава каде што ти сакал неќел, учиш јазик. Јас сум учела македонски јазик од прво оделение. До крај на моите студии. Да, но има училишта каде што, например... Не може да има програма која што... Не. Значи, има програма која што е усвоена од Министерството за образование, по која програма учат сите во Македонија, освен неколку приватни училишта, кои што, не знам, може би IB програмата или некоја друга програма усвоиле. Не е македонскиот јазик како францускиот. Па сега само во француско школо се учи. Јас сметам дека дискриминацијата тука не постои како етнички клуч. Туку етничката припадност се злоупотребува за популистички цели од страна на тие кои што доведуваат вакви мерки. Значи, ајде ние, ако тргнеме против дискриминација, ајде да го тргнеме партискиот клуч при вработување. Тоа многу поголем бенефит ќе има целата држава и економијата. Сега јас економист не сум, сигурно економистите знаат подобро. Меѓутоа, ако ние ја тргнеме партиската припадност и им дозволиме на луѓето да се пробуваат, знаете, јас ги слушам бројките на ромите. И сега размислувам зашто се толку малку бројките и ми текна дека можеби нема стручен кадар. И после го слушнав вашето прашање и на крај доаѓам во заклучок дека секако има, меѓутоа доколку нема стручен кадар. Како да има стручен кадар? Кој тргнува да се образува и да се развива интелектуално, ако знае дека, знаат, значи ромите во Македонија знаат дека се дискриминирани од седење во кафана и бидување непожелни, па да не зборуваме за вработување во високи позиции. Значи, многу е повеќе е општествен проблемот отколку што е политички или економски. Значи, ние треба да почнеме од најниските слоеви, а не можеш ти да се бориш против дискриминација од најгоре со наметнување на вакви мерки. Ова е прво и основно не е демократски. Значи, пристапот е многу лош.
Јас би сакала да се најде некој начин, пример, да се зголеми бројот на ромите во дали во приватниот или во државниот сектор. Меѓутоа не вака. Не со етнички клуч, не со давање предност. Зашто тогаш јас ќе треба да се запишам како ромка за да можам да влезам во едно работно место, затоа што без разлика на мојата компетенција стои дека мора ром да биде. Не во ред. Тоа ние дискриминираме сакајки да отстраниме дискриминација. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.